Некогаш акцијашите, денес веројатно се повеќе вработените во Центарот за управување со кризи се активни на вакви подрачја. Кога велам на вакви подрачја, мислам на тоа дека вработените од Центарот за управување со кризи беа дел и од досега најголемата еколошка акција која што се случуваше пред 2 недели, а станува збор за генералка викендот. Она што е интересно е тоа што Центарот за управување со кризи функционира засега безпрекорно и луѓето едноставно се научија дека единствениот телефонски број 112 треба да го завртат тогаш кога имаат најголем проблем. За функционирањето на телефонската линија, но и за сите оние барања од граѓаните кои што се упатени на оваа институција, зборуваме денес со незиниот прв човек, господинот Стојан Чангелов, директор на ЦУК. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добро ве најдов, благодарам за можноста. Јас ви благодарам што без никаков проблем ја прифативте поканата и веднаш на почетокот би сакала да кажам дека ЦУК денес изврши една благородна, би рекла, акција. Му помогнавте на детенцето пациент од Охрид со медицинскиот хеликоптер да биде транспортирано во Турција. По-конкретно оваа благородна акција ја извршија храбрите пилотите на полициските хеликоптери, кои што со полициски хеликоптер на кој што е монтирана медицинска опрема, која што по потреба се става, по потреба се вади, затоа што истиот тој хеликоптер го користиме за гасење на пожари, го однесоа до пациентот до Истанбул, но воедно благодарност и до болницата 8 септември, која што е дел од овој, би рекол, синџир на транспорт на луѓе, затоа што ние сме иницијатори. Центарот за управување со кризи ги добива барањата од лицата на кои што им е потребен транспорт, вршиме, би рекол, почетна процена за оправданоста на употребата на хеликоптер и потоа ја предаваме, барањето го предаваме до МВР, односно до хеликоптерската единица, кој што во консултација со 8 септември, кој што пак со стручни лица од Министерството за здравство, односно доктори од соодветна област, одлучуваат дали е оправдан, односно неопходен тој транспорт и дали може да се изврши, бидејќи понекогаш можеби состојбата на пациентот да не дозволува транспорт со хеликоптер, но ние се почесто добиваме вакви барања. Еве во текот на денешниот ден добивме уште едно барање за транспорт на 28 годишна девојка која што има тежок мозочен удар и моментално е хоспитализирана во приватна клиника во Истанбул. Барањето е истата да биде префрлена до клиниките во Скопје. Ние денес веднаш го предадовме ова барање кон МВР. Очекуваме позитивен одговор. Се разбира дека за тоа е потребно малку време, но кога зборувам малку време, зборам за еден ден. Значи, навистина сме многу брзи, не се губи време. Веднаш се, доколку има услови, бидејќи понекогаш може да се случи хеликоптерот од X причини да не е во можност, иако досега не се случило такво нешто. Понатаму здравство е тоа кое што ја дава последната оценка, бидејќи сепак внимаваме на тоа пациентите кои што се во тешка здравствена состојба, бидејќи генерално се бара транспорт на тешки пациенти кои што имаат сериозни здравствени проблеми, да транспортот не ја влоши и онака лошата здравствена состојба. Така. Кога велам граѓаните се кон вас упатуваат најразлични барања, едно од тие барања е и проблемот на жителите на Скопската општина Аеродром, поточно на жителите на Реонски центар, но и зградите околу Джебахир, со отварањето на големиот трговски центар или сега помодерно кажано мол. Има проблем со преминувањето на многу фреквентниот булевар Србија. Овој пат ќе кажам нешто како граѓанин на оваа населба, бидејќи живеам во Реонскиот центар Аеродром, не само како директор на ЦУК, и јас имам потреба да го преминам булеварот, дотидам до овој мол, веднаш до него има една убава теретана каде што вежбам, има неколку убави кафичи пред самиот мол, така што има, би рекол, огромна фреквенција на луѓе кои што од едната страна на булеварот буквално претрачуваат
на другата страна, на необележани места, со што се изложуваат на голем ризик, затоа што овде булеварот Србија буквално мерев повеќе од 800 метри од едни до други семафори и возилата се движат понекогаш и со повеќе од 100 км на час. Терасата од мојот стан гледа кон булеварот и буквално секојдневно сум очевидец како граѓаните, ризикувајќи го животот, претрачуваат преку булеварот. Затоа и самиот, но и по пријава на повеќе граѓани, иницииравме како ЦУК до градот Скопје итно да се постави еден пешачки премин, бележан, се разбира, со семафори, но повторно по предлог на граѓани, кои што зборува со мене лично, подобрата варијанта е да се изработи еден кружен тек, кој што ќе ја намали брзината на возилата, кои што овде во наводници летаат, понатаму ќе обезбеди безбедно вклучување на возилата од Реонски центар аеродром, бидејќи поголем дел од населбата токму овде се вклучуваме на самиот булевар, но и на возилата кои што доаѓаат од 40-катници или Sky City, познатите турски облакодери, за да имат граѓаните представа тие се како едно мало македонско градче, таму може би има 4-5 илјади луѓе во нив. Се работи за голема концентрација на луѓе само во тие згради, а веднаш околу нив имаме и други нови згради, едноставно исклучително прометно место. Ние досега имавме успешна соработка со градот Скопје. Се надевам дека сериозно ќе го разгледат ова наше барање, бидејќи ние не навлегуваме во детали, ние не сме стручни лица, но во градот има стручни лица од сообраќајната област кои што можат да утврдат кое решение е оправдано и кое е одржливо, бидејќи факт е дека тоа чини пари. Истовремено овие минатите денови добив и повеќе барање од граѓаните за улицата која што е паралелна позади овој Джевахир мол и по која што има исто така голема фреквенција на возила и би ги замолил граѓаните кои што многу често ми пишуваат на Facebook да го пријавите да ги прават на бројот 112, бидејќи така ќе добијат посигурна услуга, затоа што понекогаш не успеам да ги видам сите пораки, ме следат 50.000 луѓе на социјалните мрежи, едноставно немам време да ги исчитам сите пораки. Бројот 112 е отворен и за вакви проблеми на граѓаните, доколку граѓаните се соочуваат со било каква опасност може да се јават на 112, нашите оперативци ќе го проследат барањето онаму каде што е потребно, се разбира и со благ притисок, благодарение на вас медиумите, огромна благодарност до сите македонски медиуми, кои што навистина даваат несебична помош на сите наши иницијативи. Велам дека е одлично тоа што го воведовме овој, што државата го воведе единствениот телефонски број 112. Тука вие имате прегледност на се она што се случува па и на територијата на целата држава, но имате можности да помогнете, се разбира, онаму каде што е најпотребно. По моето доаѓање на позицијата директор на ЦУК, јас го затегнав овој проект 112 во некоја средна фаза и се сомневам дека ќе беше завршен. Со сета сила притиснав, формирав еден скромен тим од ЦУК, значи беа две лица кои што Душко и Тони. И притиснавме силно, но веќе денес 112 е модерен оперативен систем. Имаме доволна бројка на луѓе, ако се разбира, нашите амбиции се малку поголеми, благодарение на едно наше барање до фондовите на Европска унија, овие ИПА фондови. Очекуваме да ни бидат овозможени средства за надградба на системот 112, бидејќи се работи за цел систем. Граѓаните го знаат број 112, но за функционирањето на 112 има многу повеќе. И на бројот 112 граѓаните може да добијат во некоја, не дај Боже, ситуација помош, без разлика дали треба полиција, дали треба итна медицинска помош, сакаат да пријават пожар, имаат некаков друг тип на несреќа, си изгубиле во планина, заталкале покрај некоја река, значи најразлични ситуации и на еден начин ние имаме увид за се она, би рекол, неубаво што се случува во државата, бидејќи за убави работи луѓето не се јавуваат на 112 и не треба за убави работи да се јавуваат. Намената на овој број е да и се помогне на граѓаните тогаш кога нивниот живот, здравје или имот се загрозени, се наоѓаат во опасност. Една таква случка имавте и викендов. Станува збор за спасувачката акција во Кожле, кога се заталка практично тројца планинари и едно детенце. Значи, јас би додал еден млад маж на 29 години, една помлада госпогица, помлада од
брат и сестра, уште една господја која што е малку повозрастна од нив, значи тројца млади луѓе и едно детенце, 7-годишно детенце, синче на една од господите кои што биле во оваа група, една обична прошетка која што требало да служи за рекреација и спуштање кон вливот на пчиња во Вардар, можеше да заврши многу лошо, бидејќи ја промашиле патеката, а тоа се случува редовно при движење во природа, и се спуштиле кон манастирот Мала Богородица, но има едно место, бидејќи лично го знам тој терен, порано преку специјално сум одел на обука, но сум бил и во самата црква, има една карпа која што едноставно не може да се премине, и истите и тие морам да ги пофалам дека биле доста храбри и физички спремни, затоа што тоа се козји патеки, исклучително стрмен терен, успеале да се спуштат на брегот на Пчиња, веќе во ноќните часови, но тука настана и голготата, затоа што немаше како да се премине од другата страна, од страната на автопатот. Затоа бевме ангажирале планински спасители и спасители на вода, едни стилу, и двајца храбри спасувачи од Велес, од Друштвото Македонски спасител, и тие се обидоа најпрво по земјен пат да дојдат до нив, но не успеаја, потоа се вратија до Велес, земаа гумен спасувачки чамец и се спуштија некаде кај Катланово, значи кај селото Катланово под мостот на автопатот, во реката Пчиња, и оттаму по воден пат стигнаа до луѓето. Притоа нивното патување траеше неколку часа, екстремно ризична операција. Дури се размислувавме колку е оправдано да се изложиме на таков ризик, затоа што луѓето пловеа во ноќни услови по надојдената река, која што на некој места е плитка, на некој места има разни фрлени предмети во неа, имаше на неколку места гранки, бидејќи бевме во постојана комуникација со нив. Ние дојдовме од спротивно на другиот брег на реката Пчиња, јас и таткото на двете лица, кој што е поранешен специјалец, активен полицаец, физички спремен, затоа што и нашето спуштање беше исклучително ризично. Ние се спуштивме од автопатот во кањонот долу кај реката, како и да е, се заврши срекно со чамецот, храбрите спасувачи, на кои што и помага и двајца тигри, ги пренесоа луѓето од другата страна. Затоа апелирам при движење во природа луѓето да бидат исклучително внимателни, секогаш нивните батерии на мобилните да се полни, при тоа да внимават, бидејќи кога одиме во убава природа сите сакаме да сликаме, а така се троши и батеријата на мобилниот, затоа што несреќите се случуваат тогаш кога најмалку ги очекуваме, и треба мобилниот, иако за волја на вистината во планините на многу места нема прием или приемот е многу слаб. Но нека се јават на 112, ние можеме да откриеме и нивната локација и на тој начин да испратиме помош. Токму и ова беше целта за вашето гостување денес, и апел еден до граѓаните. Летото е пред нас, убавото време е пред нас, сега веројатно се повеќе граѓаните ќе се движат во природа и ќе бараат разладување во шумите низ Македонија, да се движат само по строго обележени планински патеки и... Ова е малку строго барање, јас самиот не се движам по строго обележени патеки, да бидат внимателни, но ако се оди на сериозни планински вровови кои што се високи над 2000 метри, каде е потребно да се има планински водич, или барем лице кој што повеќе пати се искачило на тие вровови, затоа што пред неколку дена бев на изворите на реката Бабуна, Солунска глава беше во магла, односно во облак, бидејќи видливоста понекогаш за миг може да ја снема, и луѓето тогаш најчесто се губат, може да паднат во некоја провалија, затоа треба да бидат внимателни, но верувам дека сите љубители на планината тоа го знаат, и сепак за ова до вас би советувал да викнете некои искусни планински водичи, кои што многу подобро од мене тоа би го објасниле. И јас сум планинар аматер, не знам точно да ги кажам, да не навлегувам во нешто кое што доволно не го знам. Но во случај на мака, слободно нека се јават на бројот 112. Мене ми е навистина драго што денес одвоивте време и покрај обврските што ги имате во текот на денот, одвоивте време, бевте дел од нашата емисија, што на гледачите им објаснивме дека телефонскиот број 112 функционира сега за сега безпрекорно. Се надеваме дека ќе продолжи и понатаму така и дека ќе успеете да го надградите овој систем, се со цел на граѓаните да им биде пружена соодветна помош тогаш кога им е најпотребна. Ако дозволите, само во текот на денешниот ден
Имавме повик за дрво кое што загрозува зграда во колонија Дризо. Веднаш стапивме во градот Скопје, малку притиснавме, мислам дека денес дрвото треба да биде отстрането. А долго време се провлекувало ваквата ситуација, но и текнало да се јават во ЦУК. Ние навистина помагаме да се завршат такви работи. Еден друг интересен настан, кој што навидуме банален, рој пчели се закачил на дрво на кеот на Вардар, некаде во аеродром. Ми се јави мене лично човек. Значи, тие пчели требаше да бидат собрани. Пчеларите знаат како тоа да го направат, матица со рој пчели. Од друга страна може да бидат и опасни за граѓаните. Добивме едно барање за хеликоптерски транспорт и многу други барања. Значи, на дневна основа, јас ова го кажувам како пример да ги охрабрам граѓаните да се јават и да побарат помош, затоа што нашите оператори од 112 повикот го префрлат во секторот за операции и координации на ЦУК, каде што работат луѓе кои што внимателно ги примат ваквите пријави и потоа изготвуваме барање до потребните институции. Дали е тоа градот Скопје, дали е некоја општина, може би да се работи за општина надвор од градот Скопје, може да се работи за потреба кон да се интервенира на автопат. Пред неколку дена еден наш познат новинар ми се јави, ми извести дека на средината на автопатот имало цевка од знак падната и дел од неа влегувал на брзата лента. Веднаш интервениравме и таа беше итно од странета. Значи, секаква опасност која што може да го загрози животот на граѓаните и нивното здравје, па имот, нека ја пријават, понатаму ние преземаме. Мене ми е навистина драго, ќе кажам уште еднаш, што бевте дел од нашата емисија. Следна средба ќе имаме веројатно многу скоро или тогаш кога ќе има потреба за нешто да ги информираме нашите гледачи. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и вам.